Нова епизода од серијалот премислување на премиерот Заев на тема избори на 12 април ќе има, а може би и не. Премиерот денеска афирмативно изјави дека договорениот датум за предвремени избори ќе се почитува и им порача на политичките партии да почнат да ги подготвуваат изборните програми и кандидатските листи. 12 април е договорен датум за изборите. Ние треба се подготвиме да ги испорачаме нашите понуди и програмски и кандидатски, колку што е можно порано и навремено, за да може граѓаните да си донесат одлука кому ќе му доверат мандат. Денешниот став на премиерот се должи на проекциите дека целата постапка околу ратификацијата на членството во НАТО ќе завршела до 11 февруари, кога треба да се распушти актуелниот парламентарен состав. Дали премиерот добил дојава што ќе се случува на изборите во Шпанија, која ќе биде последната земја што треба да го ратификува протоколот за членство на Македонија во НАТО, па за само 24 часа ја смени плочата. Вчера упати поинаква порака. Секој пат одговорноста на државата е пред се и над се, оставаме можност било какви промени да се случи. Зошто? Заради НАТО. Ратификацијата. Ние нема да дозволиме, веројатно како држава, да немаме парламент кога треба ние да ратификуваме НАТО. Сите 29 земји членки ратификувале и ќе дојде до Република Северна Македонија, ние немаме парламент. Но и денеска премиерот си остави простор да се премисли. Генерално не очекувам потреба од промена на датумот за изборите, но истовремено испраќам пораката која што сите ние треба да ја знаеме, а тоа е одговорноста пред државата. Одговор за одговорноста кон државата и за стравувањата на премиерот дека ако собранието се распушти на 11 февруари ќе нема кој да го ратификува членството на Македонија во НАТО, има долгогодишниот претседател на Македонското собрание Стојан Андов. Според него, мандатот на пратениците никој не може да им го одземе. Седница може да се одржи, нема никаков проблем. Мандатот на сегашните пратеници завршува со верификација на мандатот на другите пратеници, новите пратеници ќе бидат да избори избрани. Меѓу време пратениците се со свој мандат и никој не може да им го одземе мандатот, освен што постапка со уставот е предвидена. Треба право да има политичка согласност да дојдат пратениците. И ако дојдат они, ако се обрати некој предлагач на конкретна одлука, тоа ќе биде веројатно владата, во овој случај, или може заедно со опозиција да го предложи, тоа што он треба да си го свика собранието и да си одржи седница. Проекциите на премиерот Заев дека Шпанија на 3 декември ќе го конституира собранието ги проблематизира угледниот портал Политико. Според денеска објавениот сооднос на силите пред парламентарните избори во Шпанија закажани за 10 ноември, не може да се исклучи варијантата дека и по овие избори Шпанија не ќе може да формира влада, што е пак предуслов да почне да функционира парламентот во Мадрид, кој пак треба да го одобри членството на Македонија во НАТО. Доколку тоа се случи, премиерот Заев ќе добие нов материјал за да го продолжи серијалот што го почна со работен наслов Избори на 12 април ќе има, а може би и не.